Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Бети Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како и секоја сабота, ова време е резервирано за разговор со наши гости овде на Македонски корени. Наш денешен гостин е доктор Самуил Малчевски, универзитетски професор и политички аналитичар. Со него, почитувани, ќе разговараме за најактуелните теми од изминатите денови, како и за прашања што не засегаат сите, без разлика каде живееме. Покрај темите најавени на почетокот на емисијата, вечерва ќе отвориме и други прашања, меѓу кои Мицковски во Брисел, дали Македонија навистина се движи напред кон Европската Унија или останува во место? Дали последната посета на Мицковски во Брисел носи вистински европски напредок? Пријателството или политичка реторика, што навистина стои за дипломатските изјави? Гасни интерконектори, инвестиции, тарифни прашања, символика или реални чекори кон ЕУ? Блокади од Бугарија, дали новите барања ќе создадат бескрајен застој? Македонија повторно се соочува со услови од соседите. Какви се шансите за напредок? Дали принципот на реципроцитет и човековите права ќе го реши прашањето или ќе остане проблем? Колку нови барања можат да ја блокираат евроинтеграцијата и што треба да се преземе? Соседски пречки или дипломатски предизвик? Вечерва ќе откриеме се низ разговорот со Самуил Малчевски. Европската комисија го објави извештајот напредок или предупредување, умерен напредок или сериозни забелешки, што открива новиот извештај за Македонија. Правосудството, корупцијата, политичка поларизација, колку сме навистина подготвени за Европската Унија, уставни измени и билатерални прашања, дали условувањата го забавуваат процесот? Локални избори 25-та, ВМРО ДПМН ја доминира сцената, порака за единство или нов политички сигнал, победа на народот или нова стратегија за ВМРО ДПМН. Што значат овие резултати? Мултиетничко обединување или постизборна еуфорија? Ќе анализираме со господин Малчевски. Остри критики кон противниците и пораки за единство. Како се менува политичкиот стил? СДСМ по изборите, кадровски промени, притисоци и идни стратегии, пораз и промени, што најави Филипче за иднината на СДСМ, притисоци врз кандидатите или само изборна реторика, ќе анализираме со доктор Малчевски. Кадровски промени и Конгрес, ќе зацврстат ли позицијата на партијата? Левица се позиционира. Дали е Пасиев ја предизвикува опозицијата или е локален феномен? Растечка поддршка, нови гласови. Дали Левица го менува опозицијскиот пејсаж? Повик за обединување под бајракот на Левица, стратегија или експеримент? Какви се долгорочните импликации за парламентарните избори? Вреди ја менува политичката карта, а ДОИ најавува реконструкција, што следува во албанскиот блок. Победа на Вреди и реконструкција на ДОИ, дали се менува политичкиот баланс? Замор од власта или мобилизација на ново гласачко тело, што го донесе пресвртот? Нови коалиции или подлабока поларизација во албанскиот блок? Почитувани, ова се само еден мал дел од темите за кои ќе разговараме вечерва со нашиот гостин, господин Самуил Малчевски, човек кој навистина ретко зборува, но кога зборува, јавноста внимателно слуша. Човек кој не се плаши да одговори на тешки прашања и да ги каже непријатните вистини. Глас што чита меѓу редови и отвара нови перспективи. Во време кога секој има мислење, малкумина имаат анализа. Вечерва со нас е доктор Самуил Малчевски, аналитичар и професор кој зборува со факти, не со флоскули. Човек чии мислење се слуша и кога молчи, затоа што носи тежина и знаење. Тој не ја гледа да политиката само како борба за власт, туку како огледало на општеството. Со него секој разговор станува анализа што отвара хоризонти. Во овие моменти го покануваме господин Самуил Малчевски да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека немаме да имаме никакви проблем со поврзувањето, како со видеолинковското поврзување, така и со звукот. Ако е така, добро утро, господине Малчевски, добро ни дојдовте на Македонски корени.
Утро јас ве слушнам одлично по македонско време или добра ви вечер по австралиско време. Здраво Јон, здраво Бети, многу ме испофаливте. Ви благодарам. Работата ве фали, господин Мацевски, не ние. Ќе видиме дали ќе ги оправдаме сите тие фалби во следниот час и нешто. Ќе ги оправдаме сигурно, затоа што ова го зборувам од искуство од минатите ваши гостувања овде. Така. Поздрав до сите ваши слушатели, гледачи, следачи на социјалните медиуми, добро утро или добар ден и до нив. Добро утро и од мене, господине Малчевски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да бидете со нас и со нашите ценети гледачи и слушатели за преку разговор да, како што рековте, да го анализираме сето она што се случуваше во изминатиот период во Македонија и пошироко на политичка сцена и да го оправдаме сето кај нашите слушатели и гледачи. Се надеваме дека Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите нив. И секако доколку пристигнат прашања од гледачите и слушателите кои не сме ги опфатили, ќе ги прикажеме на студискиот екран и ќе ги прочитаме. Доколку сметате дека е потребно, можете да одговорите и на нив. Знаете дека јас немам проблем да одговорам на секое прашање. Слушателите напротив ги повикувам слободно нека поставуваат прашања. Најнапред тука сме за нив, а после за се останат. Точно така. Последните изјави на премиерот Христијан Мицковски од Брисел повторно го насочија вниманието кон односите меѓу Македонија и Европската Унија. Средбата со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта беше опишана како пријателска и продуктивна. Сепак, повторно слушнавме дека Македонија ги потврдила своите позиции. Дали тоа го толкувате како дипломатска доследност и принципиелност или како сигнал дека земјата се уште нема реална стратегија за излез од застој во евроинтеграциите? Видете вака, ајде дел по дел. Прво, ние многу пати досега зборувавме дека тоа што го направи владата на СДСМ и на ДУИ во поглед на евроинтеграциите на Република Македонија во Европската Унија е толкава штета што нас ќе ни треба многу долг временски период ние да се бориме таа штета да ја коригираме. Тоа што нас не се случи беше една непринципиелна блокада од страна на нашиот источен сосед, блокада која што ниту се однесува на копенхашките критериуми кои што се критериуми за членство во Европската Унија, ниту се однесува на или ниту е поврзана со вредностите кои што ги има или заради кои што е основана Европската Унија. При тоа ние цел тој период до 2014, до јуни 2014 бевме сведоци на, јас тоа го викам, поданичко-предавничка политика. Се што ќе му свилнеа, они играат тука без воопшто да внимаваат и да пазат или да ги следат македонските национални интереси, да го слушнат она што народот имаше да им го каже. Напротив, сите ние кои што тогаш им кажувавме дека прават грешки, тоа беа серија или низа на грешки, бевме оценувани како, не знам, происточни, вакви, такви, бевме вреѓани од нивна страна, ама ние им кажувавме дека тоа што го прават не е ниту во интерес на Република Македонија, ниту е во интерес на процесот на евроинтеграција. И не се случи тоа што не се случи, ние имаме активна блокада од нашиот источен сосед ради билатерално прашање кое што е далеко од здрав памет и е далеко од европските вредности. После јуни 2024 година ние имаме една доследност во политиките. Веќе Европската Унија мора да се навикне дека од овде не доаѓаат политичари со пластелин, доаѓаат политичари со ставови кои што аргументирано ги кажуваат своите ставови во Брисел. Да, период е, кој што треба стварно да сватат дека ова не е политичка малверзација, него стварно тоа е долгорочна стратегија на актуелната влада на Република Македонија, која што може на краток рок нема да има бенефит. Ние гледаме дека како папагали повторуваат мора да направите уставни измени, но на долг рок ќе сватат дека овде сепак живее народ кој што е мал, но е достоинствен и горд, сака да биде дел од Европската Унија, но сакаме да бидеме дел од Европската Унија онака како што сите членки или сите народи станале дел од Европската Унија, не со свитка на кичма, не понижени и не уценети. Од тука, визави изјавите не само на Мицковски, тука се изјавите и на Моцунски, тука се изјавите на Мисајловски, министерот за
за одбрана, тука се изјавите и на вице-премиерот Николовски пред некој ден во Бугарија, ќе гледам како изјави на сериозна дипломатска доследност и како изјави што би сакал да ги слушам во следниот период, се до да кажеме глупаво однесување на нашиот источен сосед и до конечно тргање на таа блокада што се нарекува уставни измени. Мицкоски во својата изјава неколку пати го нагласи пријателството со Кошта и со Европската Унија, но во меѓународната политика пријателствата често се мерливи низ интереси, компромиси и јасни позиции. Колку овие пријателски односи со Брисел можат реално да се претворат во конкретен напредок и дали ваквиот дипломатски речник е показател за вистинско приближување или повеќе дел од политичка реторика насочена кон домашната јавност? Видите, вака ние во Брисел немаме непријатели. Значи, ние не треба да тргнеме од позицијата дека треба да бркаме непријатели во Брисел и дека треба да ги оцрнуваме луѓето. Ние имавме проблем дома. Проблемот дома се викаше СДСМ и ДУИ. И тоа, за да они да можат да крадат и да го однесуваат буџетот на Република Македонија, во Брисел се однесуваја поданички. И таа поданичка нивна политика не донесе до овој ќоркосокак до кој што ние во овој момент се наоѓаме. Вие знаете, многу пати сме го правиле моментот, јас сум тип на човек кој што сакам да градам пријателство. И мислам дека со пријателски пристап и со отворен пристап кон актуализирање на нашите позиции во Брисел, ние можеме многу да направиме. Да, на краток рок може нема да има промени, но видите, ние сме сведоци дека преговарачката рамка се менувала низ годините наназад. Па зошто ако стварно ние имаме принципиелни долгорочни позиции, не се смени преговарачката рамка, илузија е дека не може да се смени преговарачката рамка, знаете како, Брисел или сите западни политичари функционираат на принципот на каде е полесно, каде може да се изврши притисок да се попушти, таму ќе се изврши притисок да се попушти, за да може да се протнат политиките на Брисел. Во дадениот момент кога Ковачевски и Ахмети прифатија уставни измени, заедно со Заев како нивен политички ментор, они ветија нешто што не може да го испорача. ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски и тогаш беа на позиција дека нема да дозволат уставни измени не во таков формат во кој што тогаш се бареа и денеска се бараат, и нема да застанат позади позициите на Заев и на Ахмети и на Ковачевски. Зошто ова го велам? Зашто тоа не се позиции на Мицкоски, на ВМРО ДПМН, тоа е позиција на македонскиот народ. Во сите анкети, во сите истражувања, ако се вратиме години и години наназад, ние можеме да забележиме дека македонскиот народ има отпор према тие промени. И ние многу добро знаеме зошто е тој отпор. Во говорот беа споменати неколку клучни економски и енергетски проекти, гасниот интерконектор со Србија, кракот кон Косово, тарифите за челик и инвестициите во Кочанскиот регион. Дали ваквите конкретни проекти навистина можат да го зајакнат европскиот кредибилитет на Македонија и да ја приближат кон отворање на преговорите, или се повеќе символичен обид да се одржи темата ЕУ во политичкиот дискурс? Видете, јас мислам дека ова е обид Европската комисија или челниците во Европската комисија да си го повратат кредибилитетот во целиот процес. Зошто? Зашто кредибилитетот им е сериозно нарушен. Со се она што ни направија, ајде да се навратиме назад. Да се навратиме од 93 година наваму, ние имаме направено сериозни отстапки од промена на знамето до таа привремена референца која што стана привремена на 20 на години, до Охридскиот рамковен договор, до територијалната поделба 2005 година, до промена на уставот со Заев и со Ковачевски 2018-19. И ние секогаш ни беше кажувано, ако го направите уште ова, вие готово, влегувате во Европската унија. Од друга страна, ние гледаме еден малце понепринципиелен однос во однос на, например, моментот кога Бугарија и Романија станаа членки на Европската унија, сега моментот со Украина и со Молдавија. Не можете мене да ме убедите дека земја која што е под сериозна воена опсада изминатиот период повеќе ги исполнува условите од Република Македонија. Не може Европа да си го поврати кредибилитетот, не во случајот со нас, со Македонија, ветувајќи вакви, такви и онакви проекти. Дали ние треба да ги направиме проектите? Да, треба да ги направиме проектите. Зашто на крајот на денот тие ќе ни го леснат животот на сите нас тука.
Но тоа не смее да биде услов за ние да попуштиме од моменталните позиции кои што ги имаме. Ние бараме доследност и принципиелност, бараме почитување на Копенхашките критериуми и почитување на вредностите на Европската унија. Она што во овој момент не се случува, милиарда пати сме го повторили, уште милиарда ќе го повториме, се додека не се тргне, е нешто што е билатерално прашање, нешто што е по мене во 21 век непоимливо во една држава да негира постоење на друга држава, на друг народ, на друг јазик. Они латерални изјави што ги даваја дека нашиот јазик е нечи дијалект. Мислам, тоа луѓе по мене се граничи со фашизам. И тоа Европската унија не смее да си го дозволи. Напротив, треба цврсто да застане против тоа безснеење на нашиот источен сосед, ако сака да си го поврати кредибилитетот. На овој начин, да, нас може да ни овозможат проекти кои што ќе ни го олеснат секојдневното живење, но тоа не е начин на поврат на кредибилитетот во очи на македонскиот народ. И по подпишувањето на Прештанскиот договор и очекуваното членство во ЕУ, Македонија повторно се соочува со пречки од Бугарија. Политичките лидери предупредуваат дека барањето за уставна промена за неколку стотини лица може да отвори врата за нови услови. Мицкоски потсети дека Европскиот суд за човекови права во повеќе наврати пресудил во корист на македонската заедница во Бугарија. Господине Малчевски, колку принципот на реципроцитет и почитувањето на човековите права се клучни во преговорите со Бугарија и во интеграцијата на Македонија во ЕУ, и што всушност покажуваат овие пресуди за односот на Софија кон македонската заедница? Го видов и прашањето од профилот Павел Шатев и очекував дека ќе имам прашање на оваа тема, затоа не го одговорив во моментот. Да, може, ако сакате, можете сега да одговорите или после ова. Кога сакате сега? Очекував дека ќе имам вакво прашање, па ќе ги побрзам одговорите. Така. Значи не е само Преспанскиот договор, ние го имавме и така наречениот договор за добрососедство. И тогаш не убедуваа дека сме ги затвориле сите билатерални прашања со нашите соседи, а во суштина и тогаш, ако се сеќавате, Јони Бети, многу имав јас интервјуа за вас и многу пати зборувавме, кажувавме дека ова е само продолжување на агонијата, дека ние не ги затвараме прашањата со нашите соседи, него прифаќаме отстапки на штета на македонските национални интереси. И тогаш јас во едно прашање отворено ги прашував, не е проблем ние да внесеме 3.500 бугари во устав. Док се сложиме дека ќе го направиме тоа. Проблемот е што ние имаме негаторска политика од земја членка на Европската унија према постоење на македонски јазик, македонска држава, македонски народ. Они имаат изјава дадена во Брисел дека нашиот јазик е нечи дијалект. И второто прашање што се поврзува тука, што ќе правиме, например, не знам колку на публиката знае, например, ако ги внесеме во устав, ќе треба да им дадеме државен празник. Што ќе правиме ако тој државен празник е 3 март или сакаат да биде 3 март? Ние директно самите себе се негираме со тоа. И они упорно немаат одговори, го направија тоа што го направија. Паралелно со тоа ние баравме, имаме 14 пресуди. 14 пресуди на меѓународниот суд во Страсбург за македонското малцинство во Република Бугарија. Една немаат испочитувано. А они говорат дека некакво нивно малцинство овде не било почитувано и било угнетувано, а немаат ниту една пресуда за тоа. И јас мислам дека во следниот период што доаѓа, ние треба да зборуваме се погласно за тие пресуди и да бараме Република Бугарија барем една пресуда да исполни, ако сакаат да покажат добрососедство и ако сакаат да покажат добра волја. Се до тогаш ние немаме причина да им веруваме на така наречените нивни добри намери. Немаат добри намери. Треба на сите да ни е јасно. Добрососедство не се гради со негирање. Добрососедство не се гради со непочитување на македонската заедница во Бугарија. Тоа се само празни фоскули кои што ни цело време ги користат, цело време ги злоупотребуваат, бидејќи они имаат еден моќен инструмент, го имаат правото на вето во Европската унија и може да не уценуваат. Решањето е што Европската унија прави во целиот овој период. Дали ќе дозволи Република Бугарија да се однесува како размазано дете и да блокира цела една стратегија на Европската унија, или ќе ги седнат и ќе им почитаат лекции, ќе им кажат вие мора да се повлечете од овие позиции или почнете да ги исполнувате вашите обврски према Европскиот суд
на човекови права во Страсбург, што тоа е орган на Европската комисија. Така. Ако се земат во предвид и уставните измени што ги бара Софија, како ја оценувате оваа пречка и дали има реална можност за да се најде компромис без да се загрозат суверенитетот и уставните принципи на државата? Видете, ја не верувам во тоа. Јас не верувам, ќе ви кажам и зашто не верувам. Зашто не имаат неколку резолуции во нивниот парламент кои што се директно на штета на Република Македонија и нашите национални интереси. И они не само што не ги повлекуваат тие резолуции, напротив имаат една за друга нови резолуции. И пак останува она унилатерална изјава која што имаат дадено дека нашиот јазик е нивен дијалект. И како ние да им веруваме дека они имаат добри намери према нас? Апсолутно е погрешна представата дека ако ние ги прифатиме уставните измени, ќе ги решиме сите проблеми. Не, тогаш ќе имаме нова блокада, зашто гледаме дека они немаат честен пристап во процесот. И они ќе не блокираат се додека практично ние не се предадеме и ние не признаеме нешто што е далеко од здрав памет. Не сакам ни да го спомнам, се ежам од тие нивни глупости. И едноставно мислам дека тој процес се додека е поставен вака, ние ќе бидеме во ќорсок. Се додека они не прифатат еден историски факт, дека повеќе од 2500 години на оваа територија живее народ кој што сам себе се нарекува македонски. За свој јазик го смета македонскиот со сите модификации кои што се случиле годините наназад. И за својата татковина ја смета Македонија, се до тогаш ние немаме почетна позиција да можеме да разговараме и да преговараме со нив. Се додека они не оценуваат нас. Јас не гледам што би било или како би се одвил тој процес на преговори. Колку овие факти ја менуваат сликата на фер однос на Софија и може ли реципроцитетот во човековите права да стане аргумент за Македонија во процесот на пристапување кон Европската Унија? Видете, може да биде сигнал дека полека нешто во Софија се менува. Но, по мене повеќе би сакал да видам и покрај тоа, да видам да ги повлечат нивните резолуции во бугарскиот парламент и да речат извине, тоа ни беше за дневна политика, не можевме 7-8 години, 10 да направиме или да формираме влада во Бугарија, па некако народов го замајувавме со прашањето за Македонија. Повеќе би сакал да видам да ја повлечат она изјава дека нашиот јазик е нивен дијалект. Тоа е знак на пријателство, добрососедство и тоа е знак дека ние некако сме се поместили од мртви позиции. Паралелно со тоа, да, треба да се спроведат пресудите на Европскиот суд за човекови права. Апсолутно треба да ги спроведат пресудите. Видете, они го искрши и македонскиот клуб во Благоевград, кој што е клуб на поети. А нас ни отвараа овде клубови со имиња на фашисти. И сега, мислам, каде гледаме ние реципроцитет во таа приказна? Апсолутно не станува збор за никаков реципроцитет, мислам дека станува збор за нивна стратегија, која што на долг рок секако им е погрешна. Македонија се соочува со долгогодишни пречки во преговорите со Европската Унија и соседните држави. Според изјавите на Мицковски, новите барања можат да воведат бесконечен циклус на услови и контрабарања. Како би ја оцениле стратегијата на македонската влада во дијалог со Бугарија и Европската Унија? Дали постојат реални алтернативи на сегашниот пристап? И кои се клучните дипломатски и политички чекори за избегнување на нов застој? Иде вака како што е поставен процесот, Мицковски е апсолутно во право. Тоа ќе биде ужас без крај. Зашто они буквално може да не блокираат на секој можен чекор. Буквално. Ние, и хипотетички да го смениме уставот, ние немаме гаранција дека процесот ќе продолжи. Не имаме ситуација во која што ние ќе бидеме пак блокирани на следниот чекор. Зошто? Зошто процесот следи со отварање и затварање на поглавја. И тука имате гласање при отварање на поглавје, при затварање на поглавје. Значи тука имате можност за две нови вета. Ако знаеме дека има 33 поглавја, тоа ви се 66 можности за нови вета. И кој нас може да не убеди дека процесот може понатаму да продолжи ако ние само ова го направиме и ако тоа е само единствениот услов кој што Заев, Ковачевски и Ахмети не убедуваја
убедува претходно. Апсолутно не. По мене, ова е процес на ужас без крај, кој што нема да заврши. Еве, например, се направи мала паралела со Република Црна Гора. Република Црна Гора нема ниту еден проблем билатерален со нивните соседи. Веќе 13-та година преговара со Европската Унија, има затворено само 3 поглавја. Тоа е помалку од 10% од процесот во 13 години. И сега наједнаш не убедуваат дека ние ако ова го решиме до 2030 година ќе го завршиме процесот. Да, ако ние ги гледаме сите документи и извештаи на Европската комисија, можеме да заклучиме дека ние имаме сериозно напреднато во процесот. Имавме билатерален скрининг кој што ни кажува што треба. Тоа е процес на хармонизација на нашето законодавство со она на Брисел. Што треба ние да направиме во тој процес и ние можеме тоа многу брзо да го направиме ако се има политичка волја, Но пак нас не стои ветото, кој што е непринципиелно, кој што е надвор од копенхашките критериуми, кој што е надвор од вредностите на Европската Унија. Во тој процес, јас минатиот пат кажав, се насмеавме сите и пак ќе кажам, Мицковски и Моцунски треба да искинат едно 10 парапатики, одејќи по Брисел и по земите членки во Европската Унија, разговарајќи со луѓето и укажувајќи им дека вака поставениот процес е на штета на Европската Унија и го руши директно кредибилитетот на Европската Унија. Само така ние можеме полека, но сигурно на долг рок да издействуваме промена во преговарачката рамка и ова банално прашање да биде тргнато од процесот на преговори. Дали постои опасност со ова да се создаде преседан за идни услови од други земји? Да, ова е Пандорина кутија. Значи, ако сега се дозволи вакво однесување на Бугарија према нас, тогаш утре не само за процесот на преговори или на пристап на нови членки во Европската Унија, за секое поголемо прашање може да имаме вето и да имаме вето на вето и треба тука да се запрашаат во Брисел дали на овој начин сами не си ја сечат гранката на која што седат. Зашто ако се дозволи вето за едно вакво билатерално прашање надвор од сите норми, тогаш утре може да се дозволи вето за се. Па на ветото да има вето, па да почнат членките меѓу себе да се караат и на крајот на денот тоа да донесе до сериозен проблем во рамките на Европската Унија, па и до тај додими чекор понатаму до знак прашалник дали вака поставена Европската Унија би можела да обстои да функционира понатаму. Постојат ли други стратешки опции што владата може да ги искористи и кои се тие? Видете, во овој момент ние неколку пати го зборувавме тоа, нас не се сериозно нарушени позициите надвор од Македонија. И ние тоа можеме да го коригираме или да го направиме на два начини. Или по два пата. Првиот е да се сериозно се посветиме на реформи внатре во самата држава, во Република Македонија, и да по моментот на негативни или на некакви си во форма завиени извештаи, стане момент на извештаи во кој што ќе се констатира напредок во државата, така би ја подобриле сликата кај нашите стратешки партнери. И вториот начин е низ пријателства, разговори и преговори, ние да пробаме оваа замка во која што сме сега внесени, да избегнеме, да излеземе од овој ќерсозак и да го продолжиме процесот понатаму. Пак ќе кажам, кој е крив? Претходната влада. Ние не можеме да зборуваме за ова. Зошто ни прифатија? И се знаете како ни викаат во Брисел, ама чекајте, вие прифативте. Вашата влада прифати. Тоа прифатија Заев, Ковачевски и Ахмети и знаеме зошто прифатија. За да можат да бидат прикачени на буџетот и да крадат колку што можат повеќе. Ние таа позиција можеме да ја промениме само доколку сме убедливи, само доколку сме константни во тоа што го правиме и само доколку работите ги поставиме принципиелно, онака како што сте сега поставени или онака како што ние претходно им викавме дека треба да ги постават. Да бараме ова прашање да излезе надвор од преговарачката рамка, заради тоа што е вон сите правила и норми на Европската Унија. На самитот за проширување на Европската Унија во Брисел, премиерот Христијан Мицкоски го потенцираше фактот дека Македонија и по повеќе од 2 децении останува на истата стартна линија и покрај сите отстапки што ги направила на патот кон Унијата. Таа порака отвара прашање за вистинската природа на овој застој, дали причините се за надворешни или домашни. Како ја толкувате оваа реторика?
Дали таа ја одразува фрустрацијата кон европските процес на условување или покажува дека земјата се уште нема доволно внатрешни капацитет за реформи што ќе ја приближат кон членство? Видете, она е реален ослик на тоа што ни се случува нас. Јас веќе спомнав, од 93 година наваму, ние направивме многу отстапки. И, ако добро приметиме, сите тие отстапки се направени во период кога Македонија ја водела лева партија или партија која што е поблиску до левата идеологија, да кажеме СДСМ, или тоа е направено се во период на СДСМ, освен 2000. Јас мислев лева во права смисла на лева. Па сега видите. Може и така да се каже. Ајде да не видиме. Ајде не видиме прво, зашто вие стварно, да кажеме, треба да сте лев, кога народот 85% по сите анкети и јавни мислења ви кажува дека не треба вие да го правите тоа, вие да го направите тоа. Кој што го направија со прифаќањето на последната или на последниот бугарски предлог во француска бланда. Ние од тој процес што добивме? Ништо освен тапкање по рамење. Апсолутно ништо. И вие мене не можете, пак се навраќаме не можете да ме убедите дека Бугарија и Романија во периодот кога ги примија, ги исполнуваа сите услови, не, тоа беше политички договор. Не може да ме убедите ниту сега дека Украина и Молдавија исполнуваат или ги исполнуваат сите критериуми за членство. Не, апсолутно не е тоа точно. И ние мислам дека паралелно со тоа што сме фокусирани на реформите дома, треба да се фокусираме и на градење на пријателство во Европската унија или да им покажеме дека во Македонија во овој момент има нова реалност. Дека овде нема свитка на кичма, дека има влада која што цврсто стои на македонските национални интереси, дека овој пат сме поучени од историјата и нема да дозволиме шарени фолиранти да ја нарушат стабилноста на државата, кој што тоа го направија периодот 2015-2016 година. Они ќе пробаат многу пати да не убедуваат и не го кажуваат она што до сега не го кажувале, но кога ќе сватат дека тоа веќе не поминува тука, мислам дека полека ќе почнат да ја менуваат риториката, полека фокусот ќе биде насочен кон нашиот источен сосед и кон нивните небулозни и глупави барањи. Во своето обраќање премиерот нагласи дека Македонија најпрво мора да си ја заврши домашната задача со фокус на подобар животен стандард и посилна економија. Оваа изјава може да се толкува како промена на приоритетите во европската агенда. Дали станува збор за сигнал за редефинирање на евроинтегративната политика од надворешна ориентација кон внатрешна стабилизација или пак за политичка тактика за смирување на јавните очекувања од Брисел? Видете, вака ние многу пати досега сме го зборувале моментот дека ние треба да си ја напишеме домашната задача, дека ние треба да ги направиме реформите не ради Брисел, ради нас, ние што живееме тука. За ние е побаво да живееме тука. Не заради тоа што од нас Брисел го бара тоа. Моментот кој што Мицковски сака да го потенцира е момент во кој што ние имаме низа европски документи кои што ни кажуваат што треба да го направиме и ние воопшто ради едно вакво глупаво и билатерално прашање не треба да отстапиме од тие реформи и треба да ги направиме тие реформи. Изминатата година и нешто од оваа влада беше процес на стабилизација на државата, на стабилизација на институциите и на повраќање на кредибилитетот на институциите, зашто она што оваа влада наследи, да ви кажам искрено, дупка без дно. Институции во кои што ја видовте вчера градоначалникот на град Скопје изјави дека отпуштил 400 луѓе заради тоа што не доаѓале на работа. Тоа не се случувало само таму, се случуваше во сите институции. Во еден момент кога ние ќе ги стабилизираме институциите, треба да продолжиме понатаму, треба да си го земиме документот кој што се нарекува билатерален скрининг и ставка по ставка да си ја завршиме домашната задача. Така ние ќе изградиме посилни институции, така ние ќе изградиме посилна економија, посилно образование, посилно здравство. И пак ќе кажам, не заради тоа што тоа Брисел го бара од нас, заради тоа што ние треба за нас да го направиме нештото. Паралелно со тоа, кога од Брисел ќе видат дека ние и покрај сите непринципиелни удари кои што ни ги задаваат, обстојуваме на тоа да правиме реформи и да бидеме во текст со тоа што се случува во Брисел, мислам дека полека фокусот од нас ќе се насочи кон нашиот источен
источен сосед и притисоците од Скопје ќе се насочат кон Софија или кон барање на отстапки од нивна страна од сите овие небулозни работи кои што не се случуваат. По објавувањето на најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија, повторно се отвараат прашањата за темпото на реформите, блокадите во процесот на пристапување и реалната подготвеност на државата за членство во ЕУ. Извештајот бележи умерен напредок, но и сериозни забелешки за реформите во правосудството, борбата против корупцијата и политичката поларизација. Како го толкувате овој извештај? Како предупредување за застој во реформите или како сигнал дека земјата се уште има потенцијал за напредок во европскиот процес? Видите вака, реформите во правосудството е тема која што ние досега милион пати сме ја зборувале. 2% рейтинг имаат по сите анкети, треба да се засрамат уште да се нарекуваат суди обвинители и да кажуваат дека судат во име на народот. Апсолутно не, народот не им верува. Знаете што е 2% рейтинг? Статистичка грешка. И де факто и де јуре, тоа што е нотирано во Европската комисија, во извештајот за правосудството е точно. И не можеме да бегаме од сето тоа. И тоа и Мицковски, и Филков, и Муцунски, и сите представници на владата многу пати претходно кажуваат дека ние имаме проблем. Вие не може судскиот совет добива недоверба во собранието и они не се поднесуваат оставки до ден денес. Не може обвинителот добива недоверба во македонскиот парламент кој што го избира и он не се поднесува оставка до ден денес. И ние не можеме да очекуваме во такви околности ништо поинаку него ова што не се случува. Не може вие, не знам, за 10 кебапчиња да лежите 5 години затвор, а за прегазување на човек на пешачки, тој исто правосудство да суди 2 години условен закон, па некаков си отпуст после 6 месеци и се. Тоа е проблеми кои што ние ги имаме и јас сериозно сметам дека во борбата против корупцијата правосудството не е сериозен проблем. Ако не се реформира, ако ние останеме или го оставиме вакво како што е до сега, во сите идни извештаи тоа ќе го имаме како забелешка. Да се разбереме. Во сите идни извештаи ќе го имаме како забелешка. Во другите делови, образование, здравство, дигитализација, Македонија бележи напредок. Дали е доволно? Па, ајде да кажеме и е и не е. Дали можело подобро? Да, секогаш може подобро, но имате вие околности по кои што се случуваат сите тие процеси во Македонија. Не може вие ако наследите институции руинирани од внатре, кои што немаат своји архиви, кои што немаат ништо, претрупани со луѓе кои што не знаат зашто седат во институциите, не знаат што им се описи попис на работни задачи, не може вие да очекувате дека тие реформи може да ви се случат преку ноќ. Да, процесите се почнати, нема назад, ќе се случуваат понатаму. Јас очекувам и после локалните избори се случуваат уште поголем интензитет. Но очекувам и една сериозна реформа во правосудството и нови закони кои што ќе бидат усогласени со европските практики и конечно ќе се стави крај на ова дивење на судиите и на обвинителите. Конечно ние ќе видиме правда, да, во име на народот, не во име на некакви политички елити или во име на некој кој што може да си ја плати, ајде да кажеме, слободата. Дали темпото на реформите може да загрози европската агенда на владата? Не, апсолутно не сум убеден во тоа, зашто кај нас не се проблем реформите, проблем се билатералното прашање. Значи, се додека ние сме, да кажеме, во ќорсока гледи билатерално прашање, се до тогаш во прв план билатералното прашање не се реформите и пак се навраќаме на случаите со Бугарија, со Романија, со Украина, со Молдавија, ние ќе сватиме дека тука има политичка волја. Нема ни реформи, нема ни критериуми, нема ништо. Може ли ЕУ да го задржи влијанието на Балканот ако процесите се толку бавни и неизвестни? Не, апсолутно. Во овој момент јас мислам дека можам да зборувам за ситуацијата во Македонија, има сериозна доза на евроскептицизам, не ради нешто друго, него ради непринципиелниот однос на Европската унија према нас. И мислам дека ако Европа продолжи вака да ги води работите, ако ние не покаже сериозно лидерство, ние не гледаме лидерство на страна. Ако не покаже сериозно лидерство, мислам дека и понатаму ќе продолжи да си го подрива кредибилитетот, што секако е во оваа констелација на односи лошо.
Една од главните забелешки во извештајот се однесува на нерешените билатерални прашања, особено со Бугарија и на уставните измени. Колку овие условувања влијаат врз реалниот напредок на Македонија и дали европскиот процес станува заложник на националните интереси на поединечни земји членки? Да, апсолутно. Апсолутно. Зашто ние ако видиме или ако добро ги проучиме документите кои што ни доаѓаат од Брисел, се нарекуваат европравила, критериуми, вредности, ние може да забележиме дека никаде, апсолутно никаде, билатералните прашања не се спомнати во тие документи. И наеднаш вие имате адхок ситуација, кој што е ситуацијата со Република Македонија, во кој што едно билатерално прашање блокира се. Или го блокира цел процес на членство на една земја во рамките на Европската унија. И видите, јас мислам дека тука ќе им се случи домино ефектот. Ако они продолжат на овој начин да ги третираат билатералните прашања, без тоа што било до сега правило дека билатерални прашања ќе се решаваат билатерално, нема да се решаваат во рамките на Европската унија, мислам дека тој домино ефект многу брзо ќе го следи. Ќе следи во Брисел за многу прашања кои што не се само билатерални, него си посуштински прашања. Ќе очекувам да има вето по вето и блокирање практично на целата Европска комисија. И тука читам коментарот Николас Македон, кој што вика дека Брисел треба да се ги види улиците какви им се. Да, Брисел допрва го чека сериозни проблеми. Допрва таа политика на прифаќање на мигранти во Брисел ќе им одрази, ајде да кажам, ќе им појави еден голем проблем, не само Брисел, градовите во целата Европска унија, и мислам дека они тука прв пат ќе почувствуваат што значи ветото или што значи она што они нас не го направија со ветото. Не ќе може да се договорат околу нивните активности визави големите случувања што чекаат Европа и ќе почнат самите меѓу себе да се блокираат со вета. И тогаш мислам дека прв пат ќе почувствуваат што значи на еден процес да биде блокиран од бесконечно ставање на вета, и што ќе донесе тоа понатаму од оваа перспектива многу е тешко да се коментира. Дали Европската унија може да воведе нов механизам кој би го ограничил користењето на вето? Во рамките на Европската комисија или во рамките на членките на Европската унија веќе некој период има разговори да правото на вето се замени со квалификувано мнозинство или со двотретинско мнозинство по некои прашања, не по сите. По некои прашања, и мислам дека во следниот период разговорите ќе бидат интензивирани во таа насока, и тоа што Европа има војна на самата своја граница, или војната во Украина, која што се случува, тука загрозува неколку членки на Европската унија таа војна, кои што различно реагираат или различно се чувствуваат загрозени, и веќе видовме дека тука се појавуваат играта со вета се појави и тука. Доколку Европа сака да продолжи понатаму да функционира, мора да размислува гласањето или правото на вето да биде заменето со квалификувано или двотретинско мнозинство. Зошто? Зашто ние сме сведоци дека неколку пати самитите на релација Париз-Берлин пропаѓаат, или двете големи членки носители на Европската унија не може да се договорат меѓу себе околу некои клучни прашања, а не па да се договорат 27 или 29 членки. Очекувам дека во следниот период ќе се интензивираат тие насоки и полека правото на вето ќе биде заменето со, или гласањето со мнозинство, со едногласно гласање, или правото на вето ќе биде заменето со квалификувано мнозинство или двотретинско мнозинство. Како ќе ја прокоментирате изјавата на еврокомесарката Марта Кос, која оценката за Македонија ја срочи во една реченица: не е забележен реален напредок изминатата година во Македонија. Таа, да подсетиме дека претходно пред Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент рече дека земјава не направила решителни чекори за напредок во пристапниот процес, потенцирајќи ги токму уставните измени. Таа рече треба
Македонија да го смени уставот согласно заклучоците на Советот од 2022 година, како би напредувала кон патот на ЕУ? Видете, тоа е бриселски бюрократ кој што не е ова прва изјава. Милиони изјави предходно има кажано во оваа насока и да, точно тоа се случуваше во 2022 година, кога ние како држава не се спротивставивме, не застанавме, не рековме чекајте, застанете. Ова е спротивно на копенхашките критериуми. Ова е спротивно на вредностите ради кои што е основана Европската унија и дозволивме така формулирани заклучоци или така формулирани реченици да влезат во заклучоците на Советот во 2022 година. И она само не е прв пат, милион пати го повтори. Го повтори истото, при тоа не одговарајќи на прашањето што потоа. Еве, и да сакаме, еве и да се договориме да го смениме уставот, што по мене не треба да се случи. Што понатаму? Која е гаранцијата од Марта Кос дека ние нема да бидеме стопирани на секој следен чекор? 33 поглавја, 66 света се тоа ти се гласа за отварање, за затварање на поглавја. Плюс конечната одлука 67 вета. Како ние ќе бидеме сигурни или како Марта Кос ќе ни гарантира дека ние нема да бидеме условувани понатаму процесот. Кога гледаме кој е наративот од Софија, кога ги гледаме нивните резолуции, кога ги гледаме нивните унилатерални изјави во Брисел. Океј, ајде да седнеме да разговараме. Ајде да видиме дали тоа Марта Кос што го зборува е во согласност со европските регулативи. А не е во согласност. Ама, за ние да дојдеме до тој момент, ние треба, ќе одговорам на коментарот го гледам, ние треба да створиме сериозни пријатели во Брисел, за да можеме на Марта Кос да се исправиме и да речеме, видете ова што го правите вие е небулосно. Во однос на коментарот за ветото, Да. Јас мислам дека Европската унија ќе се доведе во ситуација во која што ќе мора да одлучи. Или ќе го промени начинот на функционирање, или ќе заврши во некаков си распад или во некакво си групирање во помали поголеми сојузи. Зашто ние гледаме дека они имаат сериозен проблем. Неколку години наназад не можат буџет да донесат ради тоа вето или го носат буџетот во не знаете какви околности. Кога ќе бидат доведени во ситуација да мора да одлучат или да се откажат од правото на вето, или да завршат како што не би сакале да завршат, тогаш мислам дека ќе почнат да размислуваат во насоката, дајте да видиме што може да правиме или како гласањето со вето да го замениме со квалификувано мнозинство. И да, тука е во право, ја го читам и коментарот на Славица Трајковска, бидејќи се однесува на Марта Кос, да, апсолутно не ја интересира. Не треба да се заложуваме дека ја интересира. Не, нив ги интересира процесот да продолжи понатаму. Ние сме криви, или нашата претходна влада е крива, што прифати се што и беше сервирано на маса. Сега имаме нова ситуација, имаме нова влада која што сериозно покажува принципиелност во процесот. И еден ден Марта Кос ќе треба да се навикне дека ќе мораме да разговараме со принципи, со вредности, со документи, а не папагалски да повторуваме, ние мора тоа да го направите. Океј, добро, каде го пишува тоа? Дайте ми еден европски документ, еден, кој што вика дека билатерални прашања се дел од процесот на пристапни преговори во Европската унија. И океј, тогаш ќе се сложиме дека да, билатерални прашања се дел од процесот. Ама бидејќи нема, еден ден ова папагалско повторување ќе прекине. Кога ќе прекине, зависи од нас. Колку ние сме подсврсто на нашите позиции, толку они побрзо ќе сватат дека ова што го прават не е во насока на ниту на европски вредности, ниту на европски принципи. Евроамбасадорот Михалис Рокас и премиерот Христијан Мицкоски за време на примопредавањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија одржаа пресконференција. Ако имавте можност да ја проследите таа конференција, како ги толкувате нивните изјави, особено онаа на Рокас? Видете, моментот на пресконференција е момент кој што е воспоставено правило. Значи, секогаш кога ни се предавал извештај за напредокот, секогаш имало пресконференција помеѓу евроамбасадорот и премиерот. Евроамбасадорот беше и во канцеларијата на претседателката Василјановски, таму го предаде извештајот.
Ние не смееме да забравиме дека Рокасе пред се евроамбасадор, представник на Европската комисија во Република Македонија. И он нема што друго да каже, освен да ги повтори ставовите на Брисел. Мене ме радува тоа што одговорот од премиерот е одговор кој што јас би го сакал да го слушнам. И кој што треба и ќе го слушаат и понатаму во самиот процес. Ние претходно знаете какви одговори имавме. Треба да направите, да ќе направиме. Треба да направите, да ќе направиме. Ама веќе година и нешто ситуацијата е поинаква. Дури, јас мислам дека Мицковски свесно, ајде да кажам, политичката кариера си ја става по знак прашалник, свесен е дека може да се случи нешто што претходно и се случуваше со шарените фолиранти во Македонија, но не е спремен да отстапи од своите позиции, зашто тоа се принципиелни позиции. Тоа се позиции на македонскиот народ и на сите останати кои што живеат во Република Македонија, или тоа што вие ако видите по сите анкети, ние цело време зборувавме дека не треба да се направи тоа, дека не треба да се направат тие отстапки. Господине Малчевски, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски за време на пресконференцијата по повод големата победа на локалните избори, на кои партијата освои 53 општини плюс градот Скопје, говореше за значењето на обединувањето на граѓаните и мултиетничкиот соживот во Македонија. Тој ја промовираше идејата за мултиетничка обединета Македонија и испрати порака за заедништво меѓу македонците, албанците, турците, ромите и други. Победата ја нарече победа на народот, надежта и иднината. Од аналитички аспект, дали оваа реторика ја гледате како момент на постизборна еуфорија или пак како сигнал дека ВМРО ДПМН влегува во нов подолгорочен политички период со поширока инклузивна стратегија? Прво ќе го одговорам прашањето во поглед на општина Кичево, а после ќе го одговорам и во поширок контекст. Де факто и де јуре, ова изборна реторика се наметна после победата на кандидатот на ВМРО ДПМН во Кичево во една мултиетничка општина. И тоа не беше победа политичка. Тоа беше поширока победа, заради тоа што во Кичево беше поразена политиката на ДУИ, која што се темелеше на поделби, јас тоа го викам на турбофолк национализам, кој што они 20 години го реализираја во Република Македонија, а на крај тој турбофолк национализам не доведе до ситуација да Гостивар нема цензус за избор на градоначалник, нови избори, мора избори да се повторат. А Гостивар беше еден од поголемите градови во Република Македонија. И од тука мислам дека изјавата на Мицковски е во насока дека ние веќе треба да прекинеме во Македонија да се делиме по етничка, политичка или верска основа, дека тој турбофолк национализам кој што ни го наметнуваше ДУИ изминатите 20 години замина во историја. Да, луѓето го поразија, ДУИ или турбофолк национализмот на ДУИ е сериозно поразен на овие избори и ние веќе треба да влеземе во една политика на градење на мостови, во една политика на пошироко прифаќање на проекти и на реформи. Ако ние останеме забарикадирани од тој турбофолк национализам, тоа ништо добро не може да донесе на Република Македонија. Да сме прифатили да живееме овде, да во Република Македонија реалност е дека живеат и македонци, мнозинското население е македонскиот народ, дека живеат и албанци, турци, власи, роми, срби, бошњаци. И ако сакаме да живееме овде сите заедно, треба да градиме пријателство, а не да бидеме закопани во рововите на ДУИ, во тие ровови на така наречен турбофолк национализам. Зашто видовме што донесоја. ДУИ во градите се тропаат дека се некакви си патриоти или националисти, а во сите општини каде што имате доминантно албанско население, гледате дека излезеноста е на ниво на или прагот е на ниво на консензус или на оние 33,33%. Тоа значи дека нема население тука. Заврши периодот или заврши политиката на носење на авиони, на автобуси, на организирани превози под плаштот дека ние се бориме нешто да спасиме или се бориме против, не знам вам, готово, народот го порази сето тоа. Мислам дека Македонија во следниот период ќе влезе во едни помирени води од тој аспект. И тоа беше пораката на
на Христијан Мицкоски. Треба да прекинат поделбите, треба Македонија да си ги заврши реформите, треба институциите да продолжат да се трансформираат во насока ние побаво да живееме, а не во насока да СДСМ и ДУИ крадат, кој што претходно не крадеа, под плаштот на некаков си турбофолк на национализм. Во говорот, Мицкоски се осврна и на поразот на противниците, посочувајќи дека дел од нив се обиделе да профитираат од национални поделби, но истовремено испрати порака за заедништво и отчетност, истакнувајќи дека секој глас е доверба, но и обврска. Како ја толкувате оваа комбинација на оштар критички тон и пораки за единство како подадена рака за нови политички почеток или како најава за подсврс стил на владење и контрола? Видите, де факто идеира тоа што ДУИ проба да го направи во албанскиот блок, проба една политичка партија да го направи во македонскиот блок. Прикажувајќи се како, не знам, спас за македонците, ваму, таму, нама нема никаква врска, тоа беше гума за спасување на ДУИ, само и беа добро договорени со ДУИ. Мицковски е свесен дека PS3 општини плюс градот Скопје е сериозна обврска дека конечно треба да се испорачаат резултати. Веќе самиот Мицковски, самата влада и граначалниците на ВМРО ДПМН немаат простор за изговори дека некој ги обструира. Гледаме дека првите денови по превземањето на функциите веќе сериозно се посветуваат на решавање на проблемите кои што претходно беа натложени на општинско ниво. Да почекаме да заврши конгресот на ВМРО ДПМН на 6 декември да видиме што ќе се случува со државното ниво или со владата. Јас очекувам дека Мицковски буквално ќе стави во шеста брзина и во следните 2 до 3 години ќе видиме сериозни реформи, сериозно придвижување на Република Македонија чекори нанапред, а не стагнирање и крадење како што видовме до сега. Зошто? Зашто ако се навратиме наназад, ние може да забележиме дека со сите обструкции кои што ги има градоначалниците на ВМРО ДПМН, оние 3 години додека централната власт беше во СДС и во ДУИ, они испорачаа резултати. Станува збор за луѓе кои што немаат ниту еден скандал позади себе. Јас очекувам тоа да продолжи и понатаму во следниот период. Владата која што предводи Мицковски година, дена и нешто, нема ни еден скандал позади себе. Значи да, има луѓе кои што се огрешиле. Видите, вие кога треба да именувате 5000 функционери, природно е дека може да направите грешка. Но не е природно ако вие се обидувате да ги амнестирате тие луѓе. Не, ние гледаме дека нема амнестија на тие луѓе. Гледаме дека и луѓе од власта, ако се огрешиле, завршуваат онаму каде што. Така беше и последниот случај со директорот на агенцијата. Така е. Пазете, Јон, не може вие 5000 луѓе е голема бројка на функции. Не може вие на 5000 луѓе да не направите грешка. Природно е дека некаде ќе направите грешка. Пак ќе се навратам на моментот. Неприродно е ако вие се обидувате тие грешки да ги ставите под тепих и да ги амнестирате, кој што претходно не се случуваше. И на такви скандали, на такво разнебитување на Македонија, вие СДСМ и ДУИ се ставаја под тепих. И се гледаме дека не се става под тепих. Пораката е јасно пратена. Да, ќе има обврски и одговорност. Кој се огрешил, молим лепо ќе се заврши таму каде што треба да се заврши, никој нема да биде поштеден во процесот. Околу пресконференцијата, ако ја разгледаме целокупната порака од истата, победата, реториката за обединување, односот кон противниците и најавите за отчетност, што тоа ни кажува за идната насока на ВМРО ДПМН? Дали може да се очекува континуитет на досегашната реторика или постепена трансформација кон поумерен консензуален пристап во владењето? Видете, јас мислам дека Мицковски е свесен дека големата моќ носи голема одговорност. А народот сега му даде огромна моќ, му даде централна власт пред година и пол и му даде општинска власт пред 2 недели. Нема ни 2 недели, пред недела дена. Или 3 недели ако ги земеме и првиот круг. И мислам дека он е свесен дека веќе треба да се испорачаат резултати. Свесен е дека треба работите во Македонија да се менуваат на подобро. Ако ние сакаме да работите да ги менуваме на подобро, тогаш нас не треба поширок фронт према се она што ни се случуваше изминатиот период и тука сериозно би го потенцирал правосудството. Ние не смееме да се дозволиме Македонија да функционира ни ден повеќе со вакво правосудство. За тоа треба разговор, треба диалог, треба посериозен фронт. За ние
по 5, по 10 години пак да не ги правиме истите муабети. Мицковски неколку пати до сега покажа дека спремен е да разговара. Ајде да видиме другата страна. Дали другата страна конечно ќе ја научи лекцијата и пред години нешто не ја научи, дали конечно ќе ја научи лекцијата од овие избори и ќе седнат да разговара пред се во интерес на Република Македонија. Не за ништо друго. И мислам дека конечно партиите треба да излезат од партиската мантра и да почнат да размислуваат во насока на градење на Република Македонија како сериозна држава, како сериозен партнер на нашите стратешки партнери. Венко Филипче, лидерот на СДСМ, за време на неговата пресконференција, кога ги презентираше резултатите од локалните избори, тој најави кадровски и политички промени во партијата, истакнувајќи дека победиле во 6 општини и дека СДСМ била втора партија на национално ниво, но прва во опозицијскиот блок. Како овие резултати ја менуваат позицијата на СДСМ на политичката сцена и колку можат да влијаат на стратегијата за престојните парламентарни избори? Ето имаат до следните парламентарни избори имаат околу помеѓу 2,5 и 3 години. Она што е сериозно чудно е тоа што Венко Филипче не е воопшто самокритичен према себе. Зошто? Зашто СДСМ на овие избори освои историски најнизок број на гласови, 120.000 гласови. Значи тоа е, како да ви кажем, нема политичар во СДСМ кој што претходно бил на избори и го направил овој резултат. И што е најинтересно, сите претходни лидери на СДСМ после изборен пораз си поднесувале оставки, дури и Зоран Заев од 2021. Дури еден Зоран Заев си поднесе оставки, но гледаме дека Венко Филипче мува него лази, он сега ќе ја реформира СДСМ, па не ја реформираше после парламентарни избори. За пак ќе ја реформираме, реформа на реформата ќе правиме. Стварно не ја разбирам, ајде да кажам, позицијата на Венко Филипче, бидејќи тоа што он не само што СДСМ ја донесе до ваков катастрофален изборен резултат, он СДСМ ја стави во еден сериозно идеолошки проблем. Вие не може да промовирате социјалдемократска идеологија во Македонија со овие луѓе со кои што Венко Филипче промовира, кои што се непрепознатливи, кои што претходно биле бришачи на прашина по невладини организации, кои што немаат сериозни лични и професионални успеси позади себе. Замислете која небулоза ви се случува. Вие за Скопје кандидирате човек за градоначалник кој што претходно би бил министер за животна средина или заменик министер за животна средина и знаете дека на Скопје најголем проблем му е загадувањето изминатите години. И сега, како вие го кандидирате овој човек за градоначалник на Скопје кој претходно како министер надлежен за тоа ништо не направил? Тоа покажува на асоцира на безидејност. И политичка и без стратегија. Безидејност. Нема за стратегија не правиме муабет. Таму се водат политики купи ден помини. Не верувам дека вакво СДСМ со Венко Филипче на чело може да направи нешто посериозно. Апсолутно. И тоа е лошо за државата. Пазете, вие кога имате на ваква апсолутна власт, мора да имате сериозна опозиција во позадина, ако сакаме државата да се движи по добри насоки. Тогаш власта ќе мора да има сериозна самоконтрола, за да не заминат процесите во еден друг правец. Ако вие немате сериозна опозиција во позадина, кој што ние немаме, тоа е сериозен проблем за државата, зашто нема алтернатива самата држава. Во овој момент Венко Филипче не е сериозна алтернатива, не е сериозна опозиција. Лидерот на СДСМ говореше и за наводни притисоци врз нивните кандидати и обвини за злоупотреба на институциите од страна на ВМРО ДПМН. Колку сериозни се овие тврдења и какво влијание можат да имаат врз довербата на гласачите и идните избори? Видите, значи, ја не разбирам, може ова е сериозен политички феномен, не сум го размислувал за еден докторат. Значи, вие имате резултат од преку 300.000 со 120.000 и вие зборувате за политички притисоци. Ја разбирам политички, да зборуваме за политички притисоци,
ако некако со гласовите се тука, па некако со политички притисоци да успеете нешто да направите. Но, вие зборувате за политички притисоци на ваква разлика? Не, апсолутно му е 100% му е промашена стратегијата и ова е изговор во рамки на своето членство. Нека изборите ги добиле ради политички притисоци. Ја не знам какви се тие политички притисоци што може да направат една ваква сериозна разлика помеѓу власта и опозицијата. Второ, сериозна злоупотреба на институциите. Каде? Во што ја гледа Венко Филипче сериозната злоупотреба на институциите? Оваа власт отиде чекор понатаму. Во насока за да се минимизираат ваквите глупави коментари за државни автомобили, ги направи со нови регистрации, па ние да можеме да видиме дали автомобилите кои што се користат во избори се државни или се приватни. Од тука јас мислам дека ова е сламка за спас на Венко Филипче, која што немаше одек во јавноста. Напротив, беше сватена на подсмев, сите му се смеат на Венко Филипче на ваквите коментари. И мислам дека нема што лошо. Јас стварно јавно го повикувам. Дај дека да разговараме каде беше злоупотребата на институциите. Каде Венко Филипче виде злоупотреба на институции? Каде Венко Филипче виде притисоци? Каде? Или какви се тие притисоци што може да направат ваква сериозна разлика меѓу власт и опозиција? Стварно е сериозни теми кои што може да се напише еден убав докторат. Филипче, како што рековме, најави кадровски и политички промени, како и конгрес за дискусија на идните политики, но и дека нема да поднесе оставка. Како вие ги толкувате ваквите негови најави и што зборува за неговото лидерство, за динамиката на СДСМ и какви можни последици може да имаат врз единството и стратегијата на партијата? Иако рековме веќе дека нема стратегија, меѓутоа таа што ја имаат. Видете вака, ја овде не гледам воопшто ниту еден елемент на она што може да се нарече лидерство. Зошто? Зашто кога зборуваме за лидерство, прво нешто што треба да се зборува е за одговорност. Венко Филипче воопшто не гледа одговорност во најлошиот изборен резултат на СДСМ своја лична одговорност. Он сега ќе правел ново раководство, не знам, ова раководство на СДСМ го промовира како ново раководство пред година и нешто на конгресот на СДСМ, откако СДСМ ги изгуби парламентарните избори. И сега ние најмнаш доаѓаме до позиција ново раководство. Не, апсолутно. Има една народна поговорка која што вика дека рибата смрди од главата. СДСМ во овој момент е во сериозна лидерска криза, во сериозна идеолошка криза. СДСМ во овој момент е во сериозна кадровска криза. Нема луѓе со капацитет, со потенцијал кои што можат СДСМ да го излечат од ова ново кое што е пропаднато. Ако ние историски гледаме, од 2017 година наваму, СДСМ има линеарен пат на својот рейтинг ради погрешните политики, ради тоа што они парламентарните избори ги изгубија ради сите предавства што ги направија, но и од позиција на опозиција продолжуваат да ги актуализираат своите предавства и да викаат ние мораме вака, ние мораме така. Венко Филипче и таа структура околу него мора да свати дека народот, граѓаните на Република Македонија веќе еднаш се изгорија од шалените полиранти. Ако они мислат или ако нивната главна стратегија им е ние ќе бидеме сервилни према Брисел, надевајќи се дека еден ден Брисел пак ќе не врати на власт во Република Македонија, апсолутно им е погрешно. Нема простор, нема ниту милиметар простор за такво нешто во момент во Република Македонија. И мислам дека така поставената стратегија СДСМ нема да го направи втора партија, ќе го направи нула партија на македонска политичка сцена. Очекувам да видам да излезе некој од истакнатите социјалдемократи и да повлече членство и да побара оставка од Филипче до раководство на СДСМ и ние да видиме конечно здрава опозиција во Македонија, нешто што во овој момент го немаме. Тоа е во интерес на Македонија. Тоа не е ни битно ни за мене, ни за било кој друг. Тоа е битно за Република Македонија и за процесите кои што следуваат во периодот кој што следува. Лидерот на Левица Димитар Апасиев на пресконференција ги презентираше резултатите од вториот круг, објавувајќи значително зголемување на гласовите на партијата и повика на обединување под нивниот политички бајрак за идните парламентарни избори.
а Пасиев го истакна растот на поддршката на левица во неколку скопски општини и го спореди со резултатите на ВМРО ТПМН. Како ја оценувате оваа динамика? Дали станува збор за реална промена во распределбата на опозицијските гласови или е тоа само локализирана појава? Бети Медова ми е многу смешно, извини што се смеев додека го читаше прашањето. Знаете како, кога вие се прикажувате како некаков си експерт по уставно право, кој што милува да се каже Пасиев, треба да правите разлика помеѓу пропорционален и мнозински систем на гласање. На пропорционалниот систем на гласање вие гласате за листа за политичка партија. На мнозинскиот гласате за личност. Она што Пасиев го зборува моментот помеѓу првиот и вториот круг, кога нивниот кандидат за Скопје доби сериозен поголем број на гласови. И тука не е во прашање нивниот кандидат, тука пак е во прашање безидејноста на СДСМ. Зашто ако СДСМ беа сериозна опозиција, немаше да си дозволат во Скопје да видат трета партија. За нивниот кандидат за Скопје да биде трет на листа. Вториот момент е, јас многу сериозно ги анализирав гласовите или она што се случуваше во Скопје, и тука може да се забележат два феномени. Првиот феномен е дека кога ги соберете вие гласовите на СДСМ и на левица од прв круг, толку има нивниот кандидат во втор круг. Но СДСМ, или што сакам да кажам, СДСМ им ги испорача на левица своите гласови. И со тоа СДСМ направи по мене една сериозна грешка, зашто целиот легитимитет или кредибилитет во Скопје сега го префрли на левица. Вториот момент, и тука доаѓа нечесната игра на левица, во трите скопски општини, во кои што СДСМ имаше кандидат во вториот круг, Аеродром, Центар и Гром, да не се лажеме, тоа беше кандидат на СДСМ, Карпош, пардон, Стевче Кјунски, тоа беше кандидат на СДСМ, иако одеше под некоја си коалиција таму. Левица не ги даде своите гласови на опозиционите кандидати. Или, ако ги споредите бројките што ги добиваше кандидатот на левица за град Скопје и кандидатите на СДСМ во овие три општини, вие може да заклучите дека едно 20% од гласовите левица ги префрли на кандидатите на СДСМ. Мислам дека во овој момент Пасиев ќе проба да го издействува ова како некаква си пирова победа, но суштински ова по мене нема да смени ништо на македонска политичка сцена, зашто остануваат неодговорени оние прашања кои што ние претходно ги поставувавме. Која е политиката на левица во однос на образование? Која е политиката на левица во однос на здравство? Која е политиката на левица во однос на социјална заштита, на безбедност, на економија? Кои се луѓето кои што ќе бидат носители на тие политики? Ние што во овој момент видовме? Видовме политичка партија која што има председател доктор на науки и сите под него се среднисти. Тоа не може да привлече повеќе гласови од овие 5-6 кои што имат, и да бидеме искрени. Левица по првиот круг имаше помалце гласови од парламентарните избори пред година и нешто. Не дека има некој раст. Да, првиот во однос на вториот круг, нивниот кандидат за Скопје имаше раст на гласови. Но тоа е мнозински систем, тоа гласате за личност, вие не гласате за партија. Тоа не може Пасиев така лесно да се ги препишува тие гласови дека ги освоила левица. Зошто Пасиев тоа не го зборуваше минатата година кога имавме парламентарни и председателски избори со нивниот кандидат Ванковска? Него тогаш ќутеше зашто така му одговараше, сега зборува зашто сега вака му одговара. Тоа е непринципиелност и неконзистентност во политиките, кои што на долг рок не му носат ништо на Пасиев и на левица. Ајде да останеме уште малку на Пасиев. Тој ги критикуваше и ВМРО ДПМН и СДСМ, повикувајќи ги гласачите да се престројат под бајракот на левица за идните избори. Како ја читате оваа комуникација? Дали левица се обидува да се позиционира како водечка опозициона сила и колку ваквата риторика може да смени политичката сцена во Скопје и пошироко? Апсолутно не. Мислам, ова е, како да ви кажам, они сега се воодушевени од бројот на гласови кои што го освоиле во Скопје,
Или тоа што влегува во втор круг, бираа помеѓу двајца кандидати. А во прв круг, кој ќе видите резултатите, говорат сосема нешто друго, поготово резултатите за советничките листи говорат сосема нешто друго. И сега Апасиев ќе проба од ова да напумпа еден огромен балон ќе проба да напумпа, ама тој балон полека ќе издиши. Во право е, коментарот е на место, така да не има што. Мислам дека таа реторика ќе ја слушам уште месец, два, три, полека ќе исчезне, ништо суштински нема да донесе таа реторика. И најмногу од се, тоа ќе зависи од СДСМ и како актуелното раководство на СДСМ и Венко Филипчиќ ќе го постави СДСМ во следниот период. Зашто овој изборен резултат, поготово за Скопје на левица, е ради тоа што СДСМ се очајно слаби, е тоа што СДСМ имаја лош кандидат за град Скопје, па излезе да не може да влезе во втор круг, него кандидатот на левица да влезе во втор круг. Во контекст на овие резултати и јавното вакво обраќање на Апасиев, какви би можеле да бидат долгорочните импликации за политичките коалиции, особено меѓу опозицијските партии? Дали левица на вистина има потенцијал да ја преструктурира опозицијата пред следните парламентарни избори? Не, апсолутно не, видете. Тоа може да го направи сериозна политичка партија со сериозен бекграунд, сериозни луѓе во своите тела и структури. Тоа не може да го направи политичка партија чишто лидер е вака поставен, чишто ги избира своите соработници. Знаете како он функционира? Јас сум лидерот, Господ Бог, вие сите под мене ми сте подчинети. Тоа ќе проба да го преслики во некои идни коалиции. Не ќе може да го направи, ради тоа што секој политички субјект во Македонија си автономен и нема да му дозволи некој на Апасиев така да се однесува. И ова што го прават во овој момент левица е театар. Театар за широки народни маси, кој што здрави Боже. Еден ден ќе прекине. Кој народов ќе прекине да му верува на нивните, ајде да кажем, глупави реторики, тогаш и тој театар ќе прекине. Немаат потенцијал, немаат кадар, не нудат суштински решенија за многуте проблеми кои што се натрупани во Република Македонија. Напротив, нудат безобразен вокабулар кој што не води нигде. Во последните локални избори сведоци сме на забележлива промена во политичката рамнотежа. Коалицијата Вреди ја прослави својата победа, додека Демократската унија за интеграција најави реконструкција во сопствените редови, како и неколку повлекувања на дел од некои високи членови во партијата. Овој развор отвара повеќе прашања околу причините, последиците и можните насоки на албанскиот политички блок во Македонија. Резултатите изненадија дел од јавноста, особено по долгогодишната доминација на ДУИ. Господине Малчевски, резултатите од овие избори покажуваат дека коалицијата Вреди ја преформатира политичката карта во делови каде што со години доминираше ДУИ. Според вас, кои се клучните фактори што доведе до овој пресврт? Дали тоа е замор од долгогодишна власт, мобилизација на ново гласачко тело или промена на очекувањата на албанските гласачи или пак структурен пат во организацијата на ДУИ? Ако се сеќавате минатиот пат кога зборувавме пред изборите, ви кажав дека она што ќе се случува во албанскиот блок ќе биде доста интересно да се следи, заради тоа што ова се први избори практично кои што ДУИ ги работи од позиција на опозиција. И тоа беше една голема варијабла која што за сите ние кои што долги години пратиме политика во Македонија ни беше непозната варијабла. Да видиме што ќе се случи со ДУИ ако настапи на избори од позиција на опозиција. И видовме што ќе се случи. Еден тотален распад по сите шевови. Буквално тотален распад по сите шевови. Дури они го изгубија Чаир, го изгубија Сарај, го изгубија Тетово, кои што се беа нивни бастиони со години. Ајде, по Тетово беше Касами, ама беше Касами како нивен, они заедно настапија на претходните избори. Она што е битно да се знае е дека во суштина ДУИ е политичка структура која што со години ги компрометирала сите избори од позиција на власт. Оне момент кога не се ДУИ на власт, им се случува тотален распад по сите шевови и, ајде да кажам, се почувствува ослободување во албанскиот политички блок или кај албанското гласачко
гласачко тело не мора веќе да гласаат за Дуи, да им вршат притисоци така натаму и така натаму. И гледаме дека албанското политичко тело кога гласа по сопствено убедување, гласа против Дуи или гласа за коалицијата Вреди во овој момент, кој е единствен политички субјект кој што се му се спротистави на Дуи. Вториот момент кој што е интересен да се дискутира е тоа што и со излезот на Таравариот Вреди и приклучувањето кон Дуи, тоа не додаде никаква додадена вредност на таа коалиција која што претходно беше Европски фронт, сега не знам, Национална алијанса за интеграција политика, како се вика. Напротив, со сигурност можам да кажам дека Армен Таравари е најголемиот политички лузер на овие локални избори во Македонија. Не освои ниту една општина, се надеваше на 4, меѓу кои што нагостива и на Сарај, и не донесе никаква дополнителна вредност кај Дуи. Дуи е во слободен пат, со сигурност тоа може да се каже, изгубија ради тоа што го немаја државниот инструмент со кој што ги компромитираја сите избори претходно. Тоа е главната причина зашто Дуи изгуби. И претходно ги имаја истиот наратив, истата реторика, се претходно прави ако што прави и нови локални избори, но го немаја апаратот државен, и сега ние полека доаѓаме до заклучокот дека државниот апарат им бил единствен механизам да они ги добиваат изборите како што ги добиваја претходните години. По изборите Дуи најави внатрешна реконструкција и кадровски промени, но јавноста остана без јасна слика. Што тоа конкретно значи? Како го толкувате овој потек? Како обид за суштинска реформа во партијата или како тактичка, козметичка мерка со цел да се задржи партиското јадро, постојаното влијание и да се избегне подлабока криза? Видете, се уште е рано да се дискутира што ќе се случува во Дуи, ради тоа што многу од процесите што ќе се случуваат во Дуи зависат од однесувањето на Али Ахмети. Ако Али Ахмети реши да оди во политичка пензија, тогаш ќе биде доста интересно што би се случувало во Дуи. Ради тоа што таму има неколку луѓе кои што имаат сериозни амбиции да бидат лидери на Дуи. Доколку Али Ахмети не замине во политичка пензија, тоа би значило незначителни козметички промени кои што некако не би донеле ништо ново за Дуи, кој продолжила Дуи по овој пат по кој што оди. Да видиме, ќе има доста интересен период, конгрес на СДСМ, конгрес на ВМРО-ДПМН, конгрес на Дуи, да видиме што ќе се случува, понатаму јас очекувам и во Вреди конечно да се интегрира во еден политички субјект, а не во коалиција, да превесат во политичка партија, зашто гледаме дека само така може да го победат Дуи. Очекувам дека за некои си 2-3 месеци ќе имаме пак некој интервју во кој што ќе ги зборуваме сите овие работи со веќе појасна слика на македонска политичка сцена. Визави Дуи, треба да видиме како ќе се однесува Али Ахмети. Тоа ќе биде клучот што би се случувало со Дуи понатаму. Промената на силите секогаш носи и нови односи меѓу политичките актери, особено во албанскиот блок. Со оглед на новата распредоба на силите, Вреди како победник и Дуи во процес на реконструкција, како очекувате да се развива односот меѓу албанските политички субјекти во наредниот период? Дали оваа ситуација може да донесе нови сојузи, промена на владини коалиции или поголема политичка поларизација? Јас очекувам пред се промена во владените коалиции во албанскиот блок. Очекувам дека Изет Меджити секако лидер во таа коалиција Вреди да наметне една своја политика која што ќе биде насочена кон мобилизирање на повеќе албански политички партии кои што не се дел од актуелната коалиција. Очекувам дека таму многу скоро ќе има многу превирање, коалицијата на Дуи веќе е во слободен пат, да се разбереме. Значи тоа е завршена таа приказна, ти на пилињата на гранките ми е јасно дека Дуи е веќе во слободен пат и многу неизвестно што ќе се случува со таа политичка партија понатаму. До нова поларизација не очекувам дека ќе дојде, ради тоа што и пораките кои што ги праќа Мицковски, пораките кои што ги праќаат челниците на Вреди се пораки кон обединување и кон поширок фронт кон реформи или кон нивните процеси на реформи на институциите во
во Република Македонија. Така да дека ќе има промена во албанските коалициони партнери владини, очекувам дека ќе има промена. Изврсно е дека дел од коалицијата на ДУИ природно полека ќе почне да се приклонува кон вреди како политички блок, и дека после конгресот на ВМРО ДПМН очекувам или премиерот најави владина реконструкција, очекувам дека дел од министрите од вреди ќе бидат заменети со нови кадри. Господине Малчевски, за крај две кратки прашања. Како ги оценувате првите чекори на новиот градоначалник на град Скопје Орце Георгиевски и како гледате на информацијата дека од јавните предпријатија биле отпуштени над 370, а сега и скоро 400 лица, како последица на недоаѓање на работа и злоупотреба на работните места? Пред да го одговорам бити прашањето, ќе одговорам само на коментарот на Славица Трајчевска, дека ДУИ цело време се заканува дека може да дојде до дестабилизација во Македонија. Господјо Славица, како да ви кажам, тоа се минорни изјави. Во Македонија не може да дојде до дестабилизација, и тоа што ДУИ веќе не е фактор кој што може да направи дестабилизација. Прво и второ, на милиардерите и милионерите од ДУИ не им одговара Македонија да се дестабилизира, зашто најмногу тие би изгубили во тој процес. Така да тоа се приказни за мали деца кои што е добро да се ги кажуваат меѓу себе, но суштински ништо не значи и нема да доведе до дестабилизација на Македонија. Во однос на Орце Ѓорѓиевски, јас очекувам една посериозна активност од него во периодот кој што следи. Очекувам посериозна реформа на предпријатијата во склоп на град Скопје, на јавните предпријатија во склоп на град Скопје. Секако е за поздравување тоа што Орце како градоначалник на Скопје не губи ни еден ден, напротив, ни една секунда не изгуби. Одма почна да го реализира она што го имаше ветено во предизборието. Да бидеме искрени, Орце доаѓа со сериозен политички бекграунд од општина Кисела Вода, каде што направи сериозни реформи во општината и очекувам тоа да го преслика и на ниво на град Скопје. Ние знаеме градот Скопје како функционираше изминативе 4 како не функционираше изминативе 4 години, да бидам искрен до крај. Гледаме дека вчера веќе најави не само во делот на јавната чистота, најави нови автобуси приватни во градските линии. Владата има проект за набавка на 120 автобуси нови, од кои што 80 ќе бидат донирани на градот Скопје. Видовме вчера дека ќе се постави железница или градски превоз од Драчево до Ѓорче и назад и до Илинден и до Петровец, нешто што сериозно треба да го подобри квалитетот на живот во Република Македонија. Очекувам исто така и две нови работи во следниот период. Подобрување на квалитетот на живот или на загадувањето во Скопје. Тука не смееме да го заборавиме и професорот Дамир Димитриевски од Машинскиот факултет, кој што вчера стана председавач на Советот на град Скопје. Станува збор за еден сериозен експерт во делот на животна средина, со сериозен научен и стручен и професионален бекграунд позади себе, кој што ќе биде ветер во грб на актуелниот градоначалник. Работи кои што во следниот период очекувам дека доста интензивно ќе се случуваат и за тоа е добро што има сериозна кохабитација со владата на Република Македонија, ради тоа што се враќаме чекор назад, општините не се влезени во трета фаза од фискална децентрализација, многу зависат од донациите или од дотациите кои што ги добиваат од владата на Република Македонија и добро е што на терен ја гледаме таа кохабитација. Мене ми дава надеж дека конечно ќе ги заборавиме темите кои што ги зборувавме изминативе 4 години. Како ја оценувате и втората информација која што соопшти градоначалникот, а поврзана со ангажирање на возилата чистење, комунална хигиена и истите тие возила биле плаќани на име физички лица кои земале интелектуални услуги во износ од 5 до 10.000 евра? Не одговорив на прашање, да делот претходното прашање бите. Да поверете. Во делот на отпуштањето на, видете, не може вие сите ние плаќаме за одржување, значи ти не испорачуваат сметки кои што ги плаќаме, а јавните предпријатија со години да се во долгови. Тоа значи асоцирано на недомаќинско работење, на преавработеност така натаму. И апсолутно е Орце Ѓорѓиевски во право кога вика тие што си седеле дома и не работеле, ќе бидат избркани од работа. И вториот дел од прашањето Јон твоето, на тој начин се исцрпували или се влечеле пари од буџетот на јавните предпријатија и се дозволувало
нечие лично богатење. Вие, ако на некого му плаќате 5 до 10.000 евра месечно за користење на камион, со истите тие пари од 3 или 4 месеци сте можели да купите камиони. А не да слушаме ние приказни како немало камиони, биле блокирани. Апсолутно гледаме дека некој работел недомаќински, дека ако се сака може да се работи. И ако тие средства паралелно биле пренасочени како што треба, место да се испумпува буџетот, а тоа знаете кој го правеше. Дуи, тоа се Данела, поранешната градоначалничка на Скопје, во коалиција со Дуи, со СДСМ го правеле, па и со поддршка на Левица, бидејќи нивни луѓе беа дел од раководните структури во градот Скопје. Сега, ако јавните претпријатија во следниот период паметно ги насочат тие средства, и место да се испумпуваат на физички лица како интелектуални услуги, се насочат кон купување на нови возила и нов возен парк, кон градење на инфраструктура, комунална инфраструктура во Скопје, многу брзо ние ќе ги заборавиме глупостите што ги правеше Данела изминатиот период и ќе зборуваме за поубави работи. Господине Малчевски, тука е и крајот на оваа исцрпна анализа. Ви благодариме од се срце што бевте дел и од оваа емисија на Македонски корени. Ви посакуваме убав викенд, пријатно до слушање и наскоро довидување овде на Македонски корени. Бети, ви благодарам на поканата, секогаш ми представува особена чест и задоволство кога дискутирам со вас, поготово што секогаш опфаќаме широк диапазон на теми кои што се доста интересни за слушателите и не се фокусираме на некои работи па да видиме едностоп досадни, секогаш имаме нешто ново што можеме да го кажеме. Ја дури не приметив кога поминеа час и половина од нашиот разговор. Малку поиќе од час и половина. Остануваме во контакт и како што бете рече, наскоро ќе се видиме овде на Македонски корени. Вие рековте 3 месеци, ми се чини дека нема да дозволиме да биде 3 месеци. Колку далеко. Може би беше сега малку подалеку, бидејќи вие бевте малку зафатени со некои работи во приватниот живот, така да секогаш сте излегувале во пресед на нашето. Така беше. Скоро 2-3 недели го одложивме интервјуто заради тоа што јас имав некои приватни обврски кои што морав да ги завршам и бев фокусиран на нив. Поздрав и секој добро. Поздрав секој добро, поздрав до сите слушатели и гледачи на Македонски корени. Довидување.